Кампања за безбедност во сообраќајот. Ова е темата на која ќе зборуваме во следните 20 на минути. Имено летото е период во годината кога зголемен е бројот на сообраќај, особено затоа што во него се вклучуваат и велосипедистите, но и мотоциклистите и се создава еден така наречен сообраќајен хаос или метеж, затоа што и нема доволно ни услови, ниту пак простор понекогаш и за едните и за другите, а особено и за автомобилите, камионџиите. Така е. Шефот или пак човекот кој што е едно предпознатливо и лице, но и име во македонскиот мотоспорт, Ленин Јовановски е нашиот соговорник, првиот човек на мотоклубот Ноќни волци. Добре дојдовте во Утринска на Телма. Добре ве најдов. Баш ми е драго што и Телма на некој начин се вклучува во оваа кампања за зголемување на безбедноста на сообраќајот на нашиот простор. Од кога започна Ленин кампањата, какви се активности досега имате и што е можеби планот за летово? Па кампањата е почната од пред некој месец дена можеби, меѓутоа овој делов кај што сум вклучен јас, односно делот на безбедноста која што се однесува на моторџиите е од пред недела дена. Значи ние започнавме тоа, насловот на оваа кампања, односно на овој проект јас внимавам, инаку организатори на тој проект се ОКТА и Министерството за внатрешни работи. Во делот на тој проект и таа кампања веќе покрај тоа што има одредени медиумски активности, флаери, ние имавме исто така излеговме на улица заедно со сообраќајната полиција на Министерството за внатрешни работи. Имаме и фотографии, можеме да ги погледнеме. Да, каде што на делот на булеварот Партизански одреди застанавме и секој оној моторџија кој што помине и кој што имаше кацига на главата, еве тоа сега што се гледа, да, добиваше ваучер од 1500 денари гориво, како ете едно поттикнување за мотивација плюс, да. И мотивација плюс за носење на заштитен шлем. Особено внимание во оваа кампања е обрнато во делот на мотоциклистите за носење на заштитниот шлем, односно попознат како кацига. Колку мотоциклистите ги почитуваат еве правилата? Многу често знаеме да видиме слика двајца на мотор, но само возачот има кацига. Значи, од законскиот безбедносен аспект, двајцата кои што се на мотор треба да носат задолжително заштитен шлем, односно кацига, пред се заради својата лична безбедност, а и нормално заради почитување на законската обврска, а законската обврска произлегува од безбедноста на самиот возач, како што во одреден дел е појасот што мора задолжително да биде врзан во возилото, во автомобилот. Кацигата е еден од најбитните, најсуштинска опрема која што го заштитува мотоциклистот. Ја зголемува едноставно безбедноста и го намалува ризикот од несакани последици доколку се случи одредена сообраќајна несреќа. Токму тоа заради тоа што неносењето кацига, последиците од сообраќајката и доколку мотоциклистот не носи кацига се најчесто со тешки повреди на главата, кои дури фатални, кои што завршуваат и со смртни последици, и оттаму процентот на такви повреди е многу висок и не случајно се потенцира ова и се обрнува внимание на што поголемо инсистирање и на самосвест на самите возачи и мотоциклисти да носат заштитен шлем. Јас кажувам, не е исто така многу е важно да кацигата што се носи биде сертифицирана, биде соодветна за
за мотоцикл, бидејќи многу често одредени луѓе кои што возат мотоцикли формално ставаат кацига како заштита само од казни. Па тоа е Да, значи не е поентата да се заштитиш само од казна, поентата е да се заштити сами од себе си и сертифицираните кациги си имаат своји карактеристики кои што треба да се обрнат да се обрне внимание при нивниот избор, значи мора кацигата да е соодветна на главата, таа мора благо да притиска и на образите и на главата, значи она да биде што се кажува фес, да биде цврста, закопчувањето мора да биде прописно и силно, заради тоа што многу често, за жал, и скоро имавме една сообраќајка со смртни последици, каде што при ударот кацигата лета од главата и практично исто како да не ја носиш и веќе, како што кажавме, затоа што не била добро фатално завршува. Значи, кацигата мора да е добро одбрана. Исто така има разлика и во тоа каква кацига се вози во какви услови. Во градски услови е бидејќи се вози со помали брзини, може да се носи од онаа кацига која што е отворена, додека за подолги патишта каде што се развиваат поголеми брзини, таа мора да е затворена и фиксирана. И исто така кацигата, како и се друго, си има свој рок на траење, не се купува една за секогаш, во зависност од колку е експлоатирана, таа веќе ја губи онаа вредност што има кога е нова, и така да истата ќе треба на одреден период да се менува. Тоа се едни совети за мотоциклистите кои што треба да ги имаат во предвид, а на кои што сметам дека многу малку се обрнува внимание и при обуката. Значи, особено можеби треба некои реформи да се направат тука и во делот на едукацијата и на младите возачи во сообраќајот. Вклучувате и најмладите, колку што успеав да разберам. Имате донации на сообраќајни полигони во училишта ширум земјава, доделувате боенки, така натаму. Кајде малку и за тој тип на активности, бидејќи сакате да ги вклучите и најмладите. Впрочем, од нив потекнува се, навиките се создаваат во рана возраст. Токму така, значи, без разлика на тоа што постојат одредени едукации редовни, да кажам, во школите, тоа што постојат обуки на возачите, овие кампањи се особено значени и даваат посебни резултати, тоа го кажуваат искуствата во светот. Значи, на овој начин, со вакви проекти, со вакви кампањи кои што треба да се обширни и постојани, да живеат за цело време, многу придонесуваат кон едукацијата како од младата возраст, така и на постарите. Бидејќи јас исто така често пати го споменувам моментот дека без разлика дали сте на тркала, дали сте на велосипед, дали сте во автомобил, во камион, автобус или одите пешки, вие автоматски со првиот чекор кој ќе излезете од дома, вие сте учесник во сообраќајот и без разлика на вашите години, дали сте помлади или постари, вие мора да сте едуцирани како треба, како таков учесник во сообраќајот да се однесувате. Затоа е многу важно од најмала возраст децата тоа да го знаат, да се искористат оние искуства од науката, од статистиките, каде што особено децата на одредени делови во градот, во сообраќајниците, на тротоарите, како треба да се однесуваат, на што да внимаваат, бидејќи ние денеска се повеќе имаме густ сообраќај, паркирани возила, децата се со мала висина и така да може често пати на самата сообраќајница да се појават, а да не ги видите меѓу тие возила, и затоа тоа мора да е... Често пати не ги перцепираат најмладите. Често пати сте ни издржавала со вашиот мотор и со вашиот мотоклуб Ноќни волци, одите и надвор. Какви се, на кое ниво е безбедноста во сообраќајот за мотоциклистите во држава, која ќе се направи една споредба со останатите земји, или пак една
едно ваше размислување за сообраќајната култура. Тука не се само мотоциклистите, ја ги споменав и велосипедистите, да не ги исклучиме. Летото е период кога и тие се зголемene бројот на учесници во сообраќајот. Од лично искуство можам да кажам дека велосипедистите особено, како една ранлива категорија во сообраќајот, меѓутоа толку многу се обрнува внимание во сообраќајната инфраструктура, кај што им се обезбедуваат посебни траки на движење на велосипедистите и особено она што го приметувам дека возачите практично се цело време под штрек баш на тие велосипедски патеки, на внимавање да не направат некаква сообраќајна незгода со велосипедист. Веројатно тука е и превентивата, меѓутоа и казнената политика која што сигурно има ригорозни казни и тоа се приметува кај учесниците во сообраќајот. Она што можам да го приметам кај во другите држави е дека дисциплината која што веројатно произлегува од санкциите е многу поголема, бидејќи во една Русија кај што знаеме моторџиите како сакат да се расположат, нели, и правиме ивенти кај што ќе се испие алкохол и таму е за алкохол нула толеранција. Значи сите ги оставаат мотоциклите таму, жива реткост е да се види некој со едно пиво да се напие па да се качи на мотор. Исто така што се однесува до носењето кациги, незамисливо е во другиве држави, пак веројатно заради таа казнена политика, односно можеби едукација и навика да без заштитен шлем се појави мотоциклист, па дури и бициклист, велосипедист, и тоа е веројатно и во делот на едукацијата, и во делот на санкционирањето, односно казнената политика во таа сфера допринесува еден таков однос на самите учесници во сообраќајот по почитување на правилата. Иако кажувам дека за оваа тема сега што збориме, заштитниот шлем, опремата, почитувањето на сообраќајните правила и прописи, пред се е во заштита на самиот учесник во сообраќајот, бидејќи како што кажав, особено неносењето кацига е при секоја сообраќајна незгода може да заврши со фатални последици, бидејќи како што знаете, многу е ризично заради тоа што мотоциклот ниту може, ниту има перформанси како некое возило, ниту пак е заштитен. На две тркала е стабилност и тие падови се често пати проследени со тешки последици. Ленин, какви се плановите, до кога ќе биде активна оваа кампања? Знаеме дека во текот на целата година треба да се случуваат низа активности, баш од причина за да може да се покрене нивото на свесност кај граѓаните. Но и какви се плановите, до кога ќе бидете активни со кампањата? Што е следно? Па јас сметам дека ваквите кампањи не треба да се со рок и дека треба да траат постојано, бидејќи проблемот е тоа што самите кампањи, самите проекти изискуваат и човечки потенцијал и финансиски средства за да се постигне поголем ефект. И веројатно кондицијата на како што станува збор во случајов, она што викаме компании кои што имаат општествена одговорност и кои што сакаат да ја покажат, е да се што повеќе вклучуваат во вакви кампањи, особено оние кои што на било кој начин се некако поврзани во делот на сообраќајот и се, да кажам, загрижени за поголемата безбедност. Секако тука се и институциите, особено Министерството за внатрешни работи, со кое што треба да се има непосредна соработка. Го имаме и Советот за безбедност на патиштата во сообраќајот, Републичкиот совет. За жал, градскиот е веќе
подолго време и јас барем колку што знам не функционира, меѓутоа во последно време улогата на Републичкиот совет е многу позастапена, позголемена и е присутна со овие кампањи. Мислам дека тука сите потенцијали треба да се вклучат, значи тука пак подразбирам исто и автошколите, исто тоа и станува збори за законодавците кои што треба да ги доуредуваат законите во функција на поголема безбедност. Ноќни волци добри примери ли се за безбедноста во сообраќајот и за конзумирањето на алкохол пред да се управува со мотоцикли? Па јас можам да кажам дека ноќни волци се трудат да бидат тоа, не знам колку сме добри, еве нека биде тоа кажано од другите, меѓутоа со оглед на тоа што ноќни волци се препознатлив мотоклуб преку своите обележја кои што ги носат на себе и често пати значи не можат да поминат незабележани и јас еве како предводник секој пат инсистирам на внимавање токму на носењето на кацига, на невозењето мотор кога ќе се испие алкохол и сметам дека сме доволно дисциплинирани да бидеме и добар пример во тој дел. Секогаш, сега да не бидеме светци, има и нели склучоци, отстапки, човечка слабост, меѓутоа ние преку нашето делување го покажуваме тоа, особено и заради тоа што ние и самите како ноќни волци одржуваме едукации за возачи кои што од лично искуство предупредуваме на опасните моменти кои што се случуваат на улиците за еден моторџија. Така да на кратко само летово ќе одите некаде со клубот? Па да, и се има веќе отпочната што викаме ние и сезоната и патувањата. Имаше сега една активност поголема славјански свет каде што учествувавме во тој мотомарш кој што се движеше низ сите држави каде што има словенски народи и беше така една интересна поголема тура. Следуваат наредни патувања во организација каде што се настани на нашите братски клубови во балканските држави, а и нормално Москва. Имаме голем настан во Севастопол, централното интернационално байк шоу што се одржува тамо, така да ние сме во постојана активност. Супер, ќе ни дојдете повторно со впечатоците. Во секој случај тука сме. Левин, благодариме многу и остануваме да бидеме поддршка ваша верна за сите активности кои што ќе ги има во рамки на кампањата. Ние споменавме не би требало да има рок на трајање, нека биде ова постојано, па да се гледаме за убави работи. Ви благодарам и на вас, тебе исто како телевизија Телма што се вклучивте и во делот на кампањата и секогаш што имате разбирање да допреме и до пошироката јавност и да објасниме некои работи како и за безбедноста во сообраќајот, за мотоциклистите, така и за нашиот клуб Ноќни волци. Уште еднаш благодарност до вас и поздрав до слушателите и гледачите. Па да не свртиш едно крупче со мотора. Обавезно. Еве одма идеме сега назад. Само со заштитен шлем. Со заштитен шлем. Благодариме, продолжуваме со останатите содржини. Вие не си ја менувате фреквенцијата, останете на Телма.